Има секако. Каде вие тука го гледате цел тој проблем? Ќе кажам се веднаш. Значи убаво спомна Ивица и јас би дал совет на граѓаните, како што Ивица даде совет, јас би дал совет на граѓаните да дадат учество за стан и покрај тоа што фирмата може да има одобрение за градба, да, тоа Ивица го знае подобро од мене, он гради. Има одобрение за градба, меѓутоа за да добие употребна дозвола објектот, за да утре добиеме имотен лист, треба да биде целосно изграден, да не кажам вселив. Така. Кога јас како купувач ќе дојдам и ќе дадам капар од 30, 40, 50% во зависност во која фаза е објектот, и јас сум многу далеко од употребната дозвола, реално. Ќе видам одобрение за градба има. Не зборуваме за фирмата на господинот. Тука не коментирам. Не, секој за само иди купи нема проблем. Меѓутоа, тоа што го зборите Дивоград, Бичуда или тешко да имотен лист. Тука е тешко да имотен лист. Бидејќи ќе земат парцела, ја градат. На секоја плоча по 15-20 сантима нагоре, ништо не се приметува, на крајот се 60 или 80 или метар над висината од дозволеното. Знаете кој ќе добиете имотен лист? Никогаш. Ете тогаш. Имате ли таква пракса, такви случаи? Па има, да, има. Значи има таква пракса. Во последно време има почесто објекти кои, знае Ивица, има објекти кои се 20 години изградени, ден денес немаат имотен лист. И се во централно градско подрачје. Не е надвор. Така да има суштински проблем. Нема доволно контрола при градба. Има разни фирми, фирмичиња или не знам што све да спомнам, кои што се занимаваат со истиот бизнис кој што се занимава и Ивица. Не се на исто рамниште.